Денеска се одржа редовна средба на Коалицијата за подобра Македонија, при што беа разгледани повеќе актуелни прашања. Јас би посветил внимание на неколку работи кои што би ги издвел. Прво се разгледуваше состојбата предизвикана од европската економска должничка криза, околу податоците кои што се актуелни во Македонија и секаде во Европа, и се разговараа можностите и начините како да се изнајдат решенија со кои што би се намалиле негативните ефекти од таа европска должничка криза. Второ, се разгледува активностите на владата, на министерствата, на собранието и на сите други институции, а поврзани со исполнување на нашите обврски визави патоказот кон Европската унија, односно обврските кои што ги имаме во високиот пристапен диалог со Европската унија. Трета работа која што ја разгледувавме на оваа денешна средба со коалиционите партнери од Коалицијата за подобра Македонија се состојбите и проблемите кои што постојат во однос на внатре владината коалиција, беа информирани коалиционите партнери околу сите случувања и така натаму. Четврта работа која што беше тема на денешната средба беа предстојните локални избори, се разговараше околу активностите кои што веќе се превзимаат во смисла на прибирање на идеи од граѓаните, креирање на програми, вклучување на помалите коалициони партнери во креирањето на програмите на Коалицијата за подобра Македонија и сите други аспекти и можности за подобрување на учинокот на помалите политички партии во подготовката на стратегијата за локалните избори. Од прилика тие беа темите, ако имате било кое дополнително прашање, јас ви ставам на располагање да ви одговорам. Господин Димовски, во соопштение вчера од Дуја Денески за Хрватската телевизија, вашиот коалицијски партнер Али Ахмети вели дека доколку не се почитува уставот, рамковниот и деловникот, Македонија ќе влезе во криза. Дополнително од Дуј брифираат дека тоа значи ќе биде суспендирана демократијата, меѓутоа не со насилни средства. Значи, Република Македонија функционира врз база на Устав и врз база на закони. Собранието на Република Македонија функционира врз база на деловник и други правила кои што постојат за неговата работа. Пратениците во рамките на тие можности постапуваат онака како што мислат дека е најпотребно да постапуваат. Гледаме дека деловникот и таков како што е денеска нуди широк диапазон на можности за да се искористат правилата. Она што ние би сакале да го потенцираме повторно е дека Законот за бранителите е закон кој што е позитивен, кој што на никого не му одзема никакви права и можности, напротив, ја продлабочува оваа материја за која што веќе има донесено закони во Република Македонија. Затоа цениме дека политичките партии треба да го надминат периодот во кој што со емоции коментираа околу законот за бранителите и да треба да се потрудат во рамките на можностите кои што ги имаат, во рамките на интересите на нивното гласачко тело, да ги разгледаат рационалните аспекти на предлогот на закон за бранители. Ке потенцирам, тој закон се однесува и на бранителите во 2001 година, меѓутоа се однесува и на оние војници од почетокот на 90-тите кои што беа распоредени на различни фронтовски линии, каде што ЈНА имаше своји војници, додека имаше македонски граѓани во таа армија, и што така се однесува, би потенцирал на војниците кои што денеска се наоѓаат во мисиите надвор од Македонија, а ги има многу, што значи дека законот не е моноетнички, не се однесува на една заедница, туку се однесува на сите етнички заедници во Република Македонија. Дали стана збор за предвремени парламентарни избори со коалиционите партнери сега? Не го разгледувавме тоа, бевме концентрирани на концептот околу подготовката на концептот околу настап на локалните избори. До толку не сте заинтересирани за неа разгледувате таа опција? Никој не праши од коалиционите партнери дали се отвора таа можност? Ние кажавме, јас ќе ви повторам дека за ВМРО-ДПМН не е во моментот најпосакувана опција предвремени избори, но потенцираме дека ВМРО-ДПМН е и најспремна партија ако има потреба од предвремени избори да влезе со полн капацитет во изборна кампања. Ги разгледувавме тие аспекти, јас ви потенцирав дека тоа беше практично прва или втора тема
со која што се занимававме, што значи дека многу одговорно пристапуваме кон тие ефекти. Ги разгледавме состојбите кои што се случуваат во земјите кои што ни се најголем трговски партнер на Република Македонија, како Србија и Словенија, кои што исто така се наоѓаат во сериозна криза и се наоѓаат практично пред можност за банкрот. Ние не можеме да ги абстрахираме податоците кои што говорат дека таквата состојба во Европа и во нашето соседство драстично влијае на економската состојба во Република Македонија. Секако како и досега ги разгледуваме можностите за промовирање на мерки кои што ќе ги балансираат или ќе ги намалат негативните последици, инаку рецесијата како податок денеска воопшто не е изненадување за никого, поради тоа што тоа и во рамките на очекувањата кои што и политичари, експерти и новинари веќе подолг период го разговараат на ниво на јавност во Република Македонија. Она што сме ние сконцентрирани е да најдеме можности и мерки како влада, како владеачко мнозинство да ги избалансираме негативните последици од оваа економска криза која што има зафатено цела Европа. Дали новие, уште на прашање, дали новие средби со коалиционите партнери редовно и господинот Мијалков присуствува или тоа денеска е? Господинот Мијалков е член на извршниот комитет и неговото присуство воопшто не е никакво чудење или никакво прашање. Наши информации последно беше пред ланските парламентарни избори. Јас не знам што гледате чудно член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН да присуствува на средба со коалиционите партнери. Господин Димовски, го сваќате ли како закана одговорот на Алија Дмитри за Хрватската телевизија и суштината на тој? Јас мислам дека институционалниот начин е прав начин како да се разговара за темите за кои што очигледно коалиционите партнери имаат суштински разлики. Мислам дека е доволно. Ви благодарам.